Добар ден, криптоентузијасти, во петтиот дел од апдейт на нашето портфолио. Да, знам денот не е баш најдобар, но тоа е што е моментално, знаете и сами, значи веќе направивме се што може во однос на анализа, објавено е на нашиот канал, на нашите социјални мрежи, значи многу едноставно може да најдете се што мислиме конкретно за оваа состојба на пазарот и понатаму не излегуваме од пазарот и понатаму очекуваме добар исход во овој bull маркет. Останува да видиме како сето тоа ќе се одвива до крајот на оваа година. Но ние, како што веќе кажав, и понатаму се алоцираме на пазарот и ги надградуваме нашите позиции, веќе екстремно долго и опширно имаме објаснето зошто, нема поента да се повторуваме апсолутно секој ден. Така да денеска ќе се вратиме на конкретната редовна работа, а тоа е апдейт на портфолиото, тоа е петтиот дел од портфолиото, ова се 4 коини кои што ќе бидат обработени, VeChain, Matic, во оваа ситуација Polygon или Pol моментално, Optimism и Zinfin XDC. Со тоа што ова е така речено следниот дел, претходно може да го најдете на нашиот канал, беа обработени овие коини, веќе имаме 4, значи тоа се така речено првите 16 токени веќе обработени. Во однос на оваа недела, како што знаете, веќе направивме техничка анализа на пазарите на почетокот на оваа недела, како што кажав, овдека детално објаснивме што се случува, што очекуваме и како очекуваме се тоа понатаму да се развива. Веќе имавме нормално и Altcoin Investi во средата вечерта. Денеска, како што знаете, е овој петти дел од апдейт на портфолиото, а утре не пропуштајте, тоа е нашата Patreon зедница лайвстрим во сабота во 9 часот навечер, негде околу 9, ќе биде исто така на Patreon, тоест ќе биде исто така на StreamYard, како што е и овој моментално ова видео или стандардните лайвстримови, така да верувам да ги ви се допадне. И недела глобален CBDC апдейт, каде што ќе разговараме за тоа што се случува моментално со развојот на централните банки и нивните дигитални валути, што пак ќе речеме исклучиво битно за секој од нас. Ова беа портфолијата после падот на 10 октомври. Ова е портфолиото на каналот, а ова е портфолиото за едукација кој што го водиме уште од почетокот на овој канал во 2022 година. Со тоа што овдека, како што веќе кажавме, првите 16 токени се веќе обработени, сега работиме на Polygon, VeChain, Zinfin и Optimism како едни од, да речам, побитните коини во нашето портфолио. И само на кратко за оние кои се потенцијално нови на нашиот канал, значи на врвот на нашиот Facebook профил, многу битни, би рекол, постои кои што треба да ги најдете, посебно за оние кои се почетници, се овие два поста, меѓу кои првиот пост ги содржи сите најбитни видеа кои што препорачуваме да ги изгледаат на нашиот канал сите почетници. Тоа се некаде околу 20 видеа кои што ќе ви дадат скратено најбитните работи кои што треба да ги знаете за се околу крипто секторот. Нормално препорачуваме да погледнете целата плейлиста од повеќе од 140 видеа, а второто е сите наши чартови кои што може да ги најдете моментално на практично TradingView. Ова се активните чартови кои што постојано ги користиме за секој од нашите анализи. Може во било кое време да ги најдете во нивната последна форма. И многу битно, активно може да ги следите нашите портфолија на CoinGecko. Тоа се двете портфолија. Ова е портфолиото кое што е за едукација, ова е портфолиото на самиот канал. Тоа е во однос на овој дел и на кратко пред да почнеме во CryptoHub Malta, тоа е последната среда овој месец, 29 октомври. Очекувате дека ќе имаме повторно јавно излагање за M2, нормално и цените на капиталните добра. Така да, ако сте во Малта, слободно придружете ни се, верувам да ги си поминеме добро, бесплатно е, едукација е, немате што да изгубите, се гледаме во CryptoHub во 29 октомври во среда. Сега, на самиот почеток, како што веќе кажавме, и нели, на самото име кое што моментално гледате под мојата профилна е VeChain, тоа е првиот токен кој што ќе го обработиме, само на кратко. За транспарентност, VeChain е дел од нашето портфолио, според последната количина која што имаме моментално негде околу 1,4%. Достигна дури и некои 4 во неговиот, да речем, најдобар перформанс во нашето портфолио. Сега моментално е на 1,4% во нашето портфолио. Сега, VeChain самиот по себе е еден од главните и најголем проект во IoT, Internet of Things категоријата. Као што може да видите, овдека е ставени Chainlink, заради тоа што е Oracle и ги поврзува сите, но генерално VeChain е вистинскиот, би рекол, водач на оваа категорија. Значи, буквално и тоа е основата на самиот проект, значи, буквално направи некако блокчейн за логистика. За било каков тип на логистика. Нормално истиот еволуираше, сега моментално е Layer 1, има некои интересни апдети за кои што ќе разговараме денеска во ова видео.
Значи, иако е доста мал, негде околу 1,5 или 1,4 милиарди market cap, чисто да покажеме каде се наоѓа, значи моментално се наоѓа 84-то место на CoinGecko по market cap, а се наоѓа негде на, не знам, 15 до 20 место по market cap на оваа листа. Сега зошто е ова толку битно? Значи истиот е Layer 1. И истиот беше Proof of Authority. До крајот на годината се очекува да биде целосно Proof of Stake. Уште една интересна категорија која што испадна моментално е Made in China категоријата, односно ова се кинески проекти, каде што гледаме некои големи проекти како BNB, Tron, Mental. Потоа овде е токенот на OKX, OKB, менувачницата, BitGet, исто така менувачница, Aster, ова е сосема нов проект, Gate, менувачница, KuCoin менувачница и овде кај еве го и VeChain. Значи дека еден од најголемите проекти кои што доаѓа од Кина. Значи ова е доста интересна категорија што верувам дека ќе треба да ја запазиме во иднина. И како што веќе кажавме, 1,4 милиарди станува збор за мал проект, од 1 до 5 милиарди ги рачунаме како мали проекти. И пак ќе кажам, значи, како логистика и Made in China, тоа е исклучиво битна категорија која што во нашето портфолио ја застапува токму овој токен, односно покрај тоа што има 1,4%, истиот е дел од IoT, само да покажеме тој дел, значи Internet of Things, каде што е IOTA и VET. Значи тоа се двата коини кои што застапуваат оваа категорија во нашето портфолио. Сега, VeChain самиот по себе, како што веќе кажавме, е Proof of Authority, а се движи кон Proof of Stake, каде што ќе има нодови кои што ќе бидат стандардни за Proof of Stake тип на блокчейн, со тоа што една работа која што го издвојува е тоа што се труди максимално да биде sustainable блокчейн, односно да биде што може зелен, така речено, да има што може помало загадување. Односно во споредба, според нивната статистика вели дека моментално конзумцијата на VeChain во однос на целиот блокчейн кој што функционира е 0,04% за разлика од другите блокчейни кои што постојат на пазарот, што значи дека е еден од најзелените како Algorand, кој што користи многу мала количина на енергија. Дополнително има 100% uptime, нешто што не може да се пофали Solana, значи уште од 2018 година кога е лансиран и како што може да видите, значи ова се на некој начин стандардните основни би рекол карактеристики во однос со тоа колку е времето на еден блок, колку е времето на просечна една трансакција и така натаму, со тоа што во основа овој проект имаше два токени, тоа се VET и VTHO, односно VeChain VET и VTOR токенот, каде што VET токенот е за стейкинг и за governance беше, а VTHO е за газ токенот. И кога правите стейк на VET, добивате VTHO токен како награда. Со тоа што пак ќе напоменам, значи една од главните работи му е токму тоа, sustainability, се обидува да биде што може помал конзумент на енергија. Сега овдека во овој Messari репорт, кој што многу лесно може да го најдете, само запишете Messari VeChain, е доста нов од 3 јули 2025 година, на некој начин детално го обработува целиот овој проект, со тоа што ние нема да одиме преку целиот. Она што е најбитно овдека што го извадивме е дека од Proof of Authority, кој што беше уште од самиот почеток 2018 година, се очекува до крајот на 2025 година да биде целосно Proof of Stake тип на блокчейн. Пак ќе кажам, ова нас не се допаѓа затоа што очекуваме во следниот bear market да се фокусираме повеќе на нодови, така да ако можеме да направиме нод на VeChain, тоа би било една одлична работа за нас. Сега нормално веќе полека почнува да се надградува и да станува покомплициран како проект, тоа ќе го објасниме наскоро. Една од главните работи, како што кажав, е токму тоа, моментално се наоѓа во трансфер од, да речеме, еден тип во друг тип на консензус. Дополнително се наоѓа во овој VeChain Renaissance Roadmap, тоа е, да речем, напредна мапа за тоа како понатаму планираат да го развијат овој проект. Ќе разговараме нормално из истата малку подоцна. Нодови, како што веќе кажаме, моментално истиот има нодови, тоа се оние Authority Masternodes, кои што моментално постојат, кои што бараат огромна количина, погледнете, 25 милиони VET треба да имате за да имате ваков нод, и истите мора да поминат KYC, значи не може да имате анонимен нод. Каде е овдека работата? Сега за сега, ова е стариот тип на консензус кој што го има, но со преминот во Proof of Stake, ова наскоро ќе се промени, ќе имаме различни типови на нодови. Во меѓувреме, како компанија, знаеме дека има огромна количина на компании кои што го користат, поголемиот дел од нив се нормално, да речем, посебен тип на компании кои што бараат многу голема логистика, PwC, овде ќе видите еден куп познати како
само дека се појави. Walmart во Кина, еден од најголемите корпорации во Кина моментално, ќе го видите и BMW, поголемиот дел од овие компании се shipping компании како Bayer на пример. Значи има екстремно големи компании кои се занимаваат со транспорт и логистика низ целиот свет, а тоа е идејата на самиот VeChain да врши токму тоа, да врши транспорт и логистика, односно блокчейн кој што може да биде искористен за различни типови на логистика и следење. Еве го и DHL, зашто го веламе DNV исто така транспорт. Значи идејата е дека вие може VeChain да го користите од креирање на апликација за следење на тоа како изгледаат моментално распоредот на вашите вработени до следење на роба од нејзино производство до така речено на самите полици во еден маркет. Не заборавајте дека VeChain е еден од првите заедно со IOTA корпорации или би рекол блокчейн проекти кои што имаат целосно разработен проект за дигитални пасоши на продукти. Тоа ќе биде екстремно битно, како што знаете во Европа моментално се очекува овој закон да целосно биде имплементиран наскоро, каде што ниту еден продукт нема да може да биде произведен или внесен на пазарот доколку нема ваков тип на дигитален пасош, кој што нормално само блокчейн технологијата може да понуди решение како да го следи сето ова. Така да верувам дека во иднина имаат доста битна улога и би рекол солуција која што ќе биде доста користена. Пак ќе речам, во оваа ситуација голем дел од луѓето можеби нема ни да знаат дека користат блокчейн, но имаше баш интересно видео каде што на сите артикли имаше QR код кој што директно ве носи до пасошот на самиот продукт, каде е произведен, кога е произведен, што има во продуктот, како минел пат буквално до самата полица, апсолутно се, да може да најдете за самиот продукт. Беше доста интересно видео, за жал не можев да го најдам. Сега, да VeChain Renaissance, тоа е новиот roadmap кој што беше најавен во мај 2025 година, во главно прави целосен редизајн на самиот консензус механизам, како што кажеме, од Proof of Authority кон Proof of Stake, што мене повеќе ми се допаѓа. Proof of Stake се покаже како би рекол сега еден од најдобрите консензуси кои што поголемиот дел од блокчейните го користат. Дополнително ова надградување оди до степен каде што не само технички, туку и фундаментално се промени начинот на кој што функционира VeChain, посебно со интегрирање на vBetter DAO, тоа е посебен тип на Decentralized Autonomous организацијата која што служи за унапредување на governance на VeChain и воведување на два нови токени, за кои што ќе разговараме малку подоцна. Значи, ова е официјалниот би рекол roadmap кој што моментално се спомна, со тоа што ова е делот кој што нас е најбитен. Значи се очекува негде до 2026 година веќе да бидеме така речено интегрирани со новиот Proof of Stake би рекол консензус, каде што гледаме дека ќе има што различни типови на нодови, каде што буквално тоа нас не е битно. Дополнително ќе има стандарден тип на стейк. Овдека сега пак ќе кажам, ќе видиме како се тоа ќе го организираат, значи има доста што треба да се види и они сега моментално тоа го интегрираат, ние го следиме како што сето тоа моментално се движи и кога ќе има повеќе информации ќе ви информираме, со оглед на фактот дека поголем дел од овие апдејти се случуваат токму сега додека го правиме ова видео. Интересно е тоа што vBetter моментално како DAO има би рекол соодветна количина на децентрализирани апликации, значи дека самиот Layer 1 почнува да расте. Пред да биде така речено Layer 1, VeChain беше, како што веќе кажавме, блокчейн кој што немаше smart contract compatibility, а сега веќе дојде до степен да биде и Ethereum Virtual Machine интегриран, односно да може да биде компатибилен со Ethereum и неговите децентрализирани апликации. Со тоа што гледаме дека моментално и апликациите кои што се градат на VeChain се најголем дел од нив фокусирани кон sustainability, односно кон одржливост, кон би рекол зеленило и борба против загадување и така натаму. Така да можеме да видиме дека моментално тоа е главната цел која што се обидува да ја исполни. Дека расте неговиот DeFi, можеме да забележиме и според DeFi Lama, каде што рековме во мај почнува оваа интеграција, а тоест во мај, еве го мај, каде 2025 година, а еве како изгледа моментално после имплементирање нови апликации и нивно заживување, имаме раст од 1 милион на 6 милиони ликвидност во TVL на VeChain DeFi секторот, што значи дека апликациите почнуваат да функционираат, DeFi секторот и самиот екосистем почнува да живее. Ова е vBetter DAO, ова е нивната основна страна
Идејата на VBetter DAO е буквално сите овие апликации кои што моментално ги гледате овде, ги има многу, ќе ви ги покажам на следниот скрин, да едноставно се користат прво за практично што може повеќе да се чисти светот, верувале или не. Значи идејата на овие апликации е токму тоа, да се помогне во чистењето на светот. Овдека дури има и пример за тоа како функционира. Значи пример, Trash Dash вели ова е апликација на која што треба да сликате дека сте практично исчистиле нешто, некој предел или такво нешто, и ваквата слика ја праќате на самиот проект и добивате Better токени, за кои што ќе разговараме за некоја минута, ByteGram, каде што сликате и праќате као тип на здрави оброци, за кои што добивате нормално Better, секогаш добивате Better токени, сега малку Better на македонски лошо звучи, али на англиски значи подобро. И Buy Bytes, дека практично сте купиле продукти кои што се на некој начин на рок на кога се застарени, како да кажам. Значи ова е практично помагате да не бидат отфрлени овие продукти затоа што им поминал рокот, туку помагате во sustainability дека се користат истите и добивате нормално Better токени. Идејата е на тој начин да се имплементира што повеќе здрави навики во луѓето кои што користат на членовите на самиот DAO. Сега, како функционира? Доста интересно направено, како што веќе кажавме, значи има голема количина на апликации. Идејата која е? Дека не само апликациите, значи од апликациите добивате награди, но исто така и од користење на DAO-то за донесување одлуки, односно во било која од овие ситуации каде што и користите апликациите добивате Better токени. Тоа се два типа на токени кои што се користат на DAO-то на VeChain. И овие Better токени во било кое време може да ги претворите во Vote токени. Еве како изгледа. Ова е првиот токен кој што го добивате како награда за се што правите на DAO-то, а ова се токените кои што може да ги промените од овие 1:1 ratio и со истите може да гласате за било кој од протоколите или од improvement proposals кои што ги добиваме на VeChain governance, така речено порталот, односно на самиот VBetter. Сега, колку повеќе учествувате во одлучување, толку повеќе добивате награди. Значи, после овие snapshot, кога се прават, да речем, на секој од овие VIP, VeChain Improvement Proposal, откако ќе се направи snapshot, практично добивате одредена количина на Better токени како награда дека сте учествувале во governance и колку повеќе учествувате, толку повеќе добивате награди. Со тоа што Better токените, како и секој капиталистички моментум, може и да се купат. Значи, идејата е да се добијат со користење на апликациите и со гласење, но гледаме дека не е проблем, може и да се купат ако ви е зорт, така да во оваа ситуација може да се купите Better токени и да ги промените во Vote. Нивната цена моментално е некаде околу 7 центи. Гледаме дека уште во моментот на лансирање достигнала неверојатни 51, но верувам дека тоа е исто како и самиот VeChain токен, едноставно се уште сме во некој така речен активен bear market за алткоините, тоа е реалноста. И дури и VBetter практично има моментално своја дебитна картичка на која што овие Better токени може директно да ги користите за купување, дури и добивате одреден процент назад како кешбек за тоа што моментално го купувате со оваа картичка. Така да нешто интересно направиле да биде gamified, да речам, самиот протокол, самиот DAO, да едноставно луѓето ги држи да бидат едноставно активни во самиот систем. И еве како изгледа нивниот дел од DAO, ова е нормално на VBetter DAO, каде што буквално за овие гласања стандардно, значи ова е така речено веќе видено како во другите апликации, значи откако ќе се направи гласањето, гледате имаме награди кои што моментално се добиваат во однос на тоа, нели, кој колку бил активен и така натаму, значи доста интересно направено во однос на алокацијата на VBetter токените за да се задржи активноста да биде јака на самиот DAO. И еве како изгледа нивниот marketplace, значи ова е vbetter.com/apps, каде што може да ги најдете сите апликации ако некој вас сака да учествува, со тоа што само да видам каде е новчаникот кој што можеме да го користиме. Само дајте ми секунда. Да, овдека може да го видиме новчаникот. Значи чисто да видите кои моментално новчаници се прифатени. Еве ќе видиме на овој дел. Значи, добро, може и без новчаник, но на крајот од денот вие повторно мора да имате така речено VeChain новчаник за да може да го користите. vWorld Wallet е новчаникот кој што ви е потребен за да може да учествувате во овој екосистем. Тоа е во однос на тоа како се развива моментално како екосистем, а во однос тоа каде се наоѓа фундаментално, значи пак ќе напоменам,
Не заборавајте тоа што постојано го зборуваме. Сите овие проекти на вистина имаат фундаментална вредност. Постојат. Има апликации кои што развиваат на нив, има големи корпорации кои што ги користат. Така да тоа е главната работа која што постојано следиме за овие продукти. И во однос со тоа како изгледа во, би рекол, неговиот on-chain дел, можеме да видиме дека во однос на активност истиот се наоѓа на 78 место, а пак ќе кажам, ова е од сите проекти во криптосветот, 78 место воопште не е лошо кога станува збор за GitHub commit, значи проектот е доста активен. Сега пак како да ви кажам, на крајот од денов тоа е реалноста, сакале ние или не, едноставно некогаш дури и да е предобар проектот, треба да се почека за неговата фундаментална, да речем, вредност да се одрази во неговата цена. VeChain, за жал, нема моментално, како што може да видите и сами, не се користи за real world asset токенизација, тоа е нешто што рековме дека ќе го проверуваме. А кога станува збор за full-time девелопери, со оглед на фактот дека е Layer 1, реално има мала количина на девелопери, но погледнете, monthly commits, значи погледнете, навистина има многу активност и погледнете кога. Во последниот дел, откако е активен VBetter DAO, гледаме многу повеќе активност на истиот. Во однос на вкупната количина на девелопери, како што можеме да видиме, исто и во овој период има голема количина на newcomers кои што дошле, со тоа што истите се буквално овдека со цел да се активираат, претпоставувам, во овој нов дел. Во однос на established имаме околу 16 кои што се постојано овде, и full time и established практично тоа истата бројка од 17. Сега реално споредбено со големите проекти, очигледно ова е многу мала бројка, зашто го велиме ова, значи најголемите проекти погледнете, имаат од 400 до 1000 моментално full time девелопери. Со тоа што само да видиме каде истиот би се наоѓал, како што кажавме, во однос на неговите 17 ќе се најде доста доле. И како Layer 1, да речеме, 21, така речено, како Layer 1 не, ама па сега погледнете, па и Aave овдека, што мене ако ме прашувате, ако добавам ова Aave, се извинувам на Avalanche како апликација. Значи, како Layer 1 нема многу, би рекол, но сепак има активни. Гледаме дека има активност на блокчейнот и гледаме дека се користи постојано. 14 април официјално знаете дека VeChain е уште од, да речем, цела една, така речено, 5-6 години е моментално активен спонзор на со UFC, а Dana White практично влегува како адвајзер во нивната компанија официјално. Сега, знаете како, да бидеме реални, не е дека Dana White сега ќе седне и ќе им дава насоки што да прават со проектот, но пак ова е доста добар, би рекол, паблик момент, едноставно да се направи реклама на самиот проект, на самиот блокчейн. И ако знаете, потенцијално Slack Power е буквално екстензија на UFC, каде што мислам може да видите јасно зашто станува збор, но VeChain официјално станува би рекол спонзор на ова исто така, значи има стратешко партнерство исто како со UFC, еден од главните спонзори се и на, не можам да го кажам спорт, ова е малку ретардирана работа, ама тоа е што е. Во исто време, значи откако SEC дозволи стейкинг, ако се сеќавате, тоа беше моментот каде што официјално се потврди дека стейкинг нема да се смета како хартија од вредност и дека тоа нема да се смета како казниво дело. Значи во овој дел од, ако се сеќавате, роудмапот, тоа е практично Stargate, како така речено до би рекол крајот до 2025 година. Сега искрено не сум проверил да видам дали е почнато, но ова е така речено буст на стейкинг со тоа што дополнително се ставени, само да видам, уште 15 милиони долари вредни токени за оние кои што ќе стават вет на стейкинг моментално со, да речем, оваа нова програма. Искрено мојот вет не е под стейк, да ви кажам отворено, значи се уште не сум имал време да го расчепкам овој VBetter DAO премногу работа, но дефинитивно следниот циклус ќе биде многу повеќе фокусирани на стейкинг. Како и да е, ако некој од вас сака, слободно може да проба на VBetter DAO, очигледно наградите се доста поголеми кога станува збор за стейкинг. И како што видовме овдека, нешто интересно, би рекол уникатно што го видов моментално е дека моментално они имаат vFounder, тоа е нешто како што е самиот launchpad на Binance,
но овдека е за готови апликации, односно VeChain изработува апликации, неговите девелопери изработуваат апликации, ако некој сака може да кандидира и практично оваа веќе завршена, целосно имплементирана децентрализирана апликација на VeChain да почне да ја работи. Практично да му биде дадена истиот да почне да ја развива и да работи на истата. Ова се као три примери кои што потекнуваат токму од овој vFounder модел, така да би рекол нешто до сега невидено, сега колку успешно не би можел да знам, но е нешто ново. Септември 2025 година, значи е буквално пред само месец дена. И кога станува збор за неговата цена, значи ќе направиме само макроанализа, значи на месечно ниво највеќе, со цел да видиме како моментално изгледа техничката анализа на овој коин. Значи, како што можеме да видиме, за жал неговата цена после два неуспешни обеди, нормално станува збор за два Black Swan настани, можеме да видиме дека истата моментално се наоѓа така речено на исто ниво каде што се наоѓаше во поголемиот дел од овој bear market, но повторно станува збор за стандарден триаголник, она триаголна формација или пак head and shoulders формација, како сакате, која што моментално се уште се обидува да го победи овој основен bear тренд. Преминувањето на овој основен bear тренд, знаеме што значи за алткоините, нема да должиме премногу, ова веќе сме го направиле, погледнете ги последните анализи за техничка анализа на алткоини, ќе најдете истата, како што веќе кажаме, во однос на тоа каде се наоѓа, значи основната техничка анализа би изгледала вака, како што видовме, првата мета која што потенцијално би ја пробил, сега е малку повисока затоа што ја преместивме правата под прав агол. Првата корекција која што би пробил надвор, потенцијално би ја довело цената на VeChain до некои 12 центи, но повторно, пак ќе кажам да почекаме, едноставно денес е малку несмислено да зборуваме за некои мети, кога гледаме дека пазарот е во ваква состојба. Пак ќе напоменам, ова формација генерално е булиш формација, како што можеме да видиме, и привршувањето на истата најчесто кога 70% од овој триаголник ќе биде исполнет, се очекува дека ќе се реализира во обратна насока, односно во bull market, така да останува да видиме заедно. Сега, следниот коин за кој што ќе разговараме е Polygon. Знам дека голем дел од вас сте разочарани за Polygon, но она работа која што треба да забележиме е дека Polygon на вистина има фундаментална вредност во однос тоа каде се наоѓа во Layer 2 сферата. Као што веќе кажаме, Layer 2, односно истиот представува дел од Layer 2-ките на Ethereum, кои што се обидуваат да помогнат во неговата работа да функционира подобро. Многу пати сме разговарале што се Layer 2-ки, како функционираат, односно во однос на неговиот market cap како Layer 2, истиот се наоѓа на второ место, Mental единствениот кој што го помина во market cap и тоа беше пред само некое време, претходно Polygon беше апсолутно прво место во последниот период уште од неговото како почеток на постоење и официјално Polygon представува првиот Layer 2 на Ethereum, со тоа што Polygon беше доста високо на, да речем, нашето портфолио, сега моментално е 1,5%, истиот исто така достигна некои 4-5% на почетокот на овој bull market, но за жал фундаменталната вредност на Polygon се уште не е препознаена. Сега ќе го покажеме тој дел. Значи рековме, вторе по големина во однос на тоа каде се наоѓа во Layer 2-ките, се уште е мал, значи од 1 до 5 милиарди. Како што ќе кажеме, значи мал проект, сите коини се пуштени во циркулација, тоа е екстремно позитивно. Сега, колку е посебен Matic, ќе ви објаснам и според тоа верувам дека ќе ви стане ясно зошто Matic не го вадиме во портфолио без разлика на се. Значи, повторно, ние овие токени и коини сме ги истражувале дебело и кога сме одлучиле да бидат дел од нашето портфолио, дефинитивно тоа е направено со соодветна анализа како техничка, а многу повеќе фундаментална во однос на тоа која е оваа технологија, каква е, што се случува со неа, кој ја прифатил и затоа сме одлучиле да бидат дел од нашето портфолио. Значи, самиот Polygon моментално е официјално Proof of Stake. Значи, иако е Layer 2, истиот функционира како засебен Proof of Stake проект, кој што е нормално и поседува и Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Односно, истиот има Zero Knowledge технологија. Значи, самиот Polygon е, би рекол, доста посебен, затоа што е првиот тип на Layer 2. Сега, една од грешките кои што ги направија, можеби, беше тоа што одлучија да прават миграција на Matic токените во Pol и тоа буквално на самиот почеток на bull маркетот, што навистина направи цената нивна да падне многу, затоа што едноставно луѓето не сакаат ваков тип на промени, иако реално ваквата промена на токенот беше екстремно позитивна. Затоа што новиот Pol токен, кој што сите го имаме моментално,
е многу би рекол усовршен за разлика од Matic. Зошто го зборуваме тоа? Значи покрај фактот што овој Pol токен е газ токен, односно сите трансакции на Proof of Stake Polygon се плаќаат со Pol токенот. Истиот во исто време може да биде стейкан, Matic немаше стейкање, сега имаме стейкинг на Polygon, кои што практично добивате Pol токени, се користи за governance, исто така Matic не беше способен да се користи за governance моментално, овој се користи за одлучување на самиот блокчейн и како community fuel за community driven activities, така речено, нели. Едноставно може да се користи за било кој од децентрализираните апликации на Pol блокчейнот. Друга страна, веќе 99% од миграцијата од Matic во Pol е завршена, што е крајно позитивно, значи тоа е позади нас, да, знам дека направи голема штета во однос на цената на Pol, односно Matic во овој циклус, но тоа е што е, едноставно мораше да биде направено. Сега, еве како изгледа нивниот DAO, значи governance.polygon.technology, каде што може да видите јасно како изгледа PIPS во оваа ситуација, тоа е Polygon Improvement Proposal, каде што може да видите како се гласа, значи еве како функционира, како изгледа. Погледнете, значи има огромна поддршка на wallet-и, значи повеќе од 500 wallet-и го поддржуваат DAO-то на Polygon, што е импресивно ако мене ме прашувате. Сега ќе покажеме и зошто. Има една многу битна работа овде. Значи не е случајно тоа. Matic е, ако мене ме прашувате, можеби најдобриот Layer 2. Тоа иако не се гледа моментално по да речем статистиката, она што го гледаме ние моментално по функционалноста изгледа како еден од најдобрите. Еве како изгледа еден пример, значи ваму практично вие може да гласате од кога ќе се конектирате на самиот DAO и во однос на стейкинг, како што веќе кажавме, значи почна да има своји валидатори, веќе 105. Со тоа што нема да налегуваме премногу, кога веќе е конкретно Proof of Stake, истиот има своји валидатори. Стейкинг, како што веќе кажавме, може да се направи директно на нивниот DAO, како што може видите овдека, така да се тоа е крајно позитивно, значи се движат напред како проект. Една главна работа која што го прави Polygon, еден од незаменливите, посебно Layer 2, е Egg Layer-от. Значи Egg Layer-от представува местото каде што може да се прават оние ликвид токени. Ако се сеќавате, ликвид токени не постоја на Ethereum, се додека Polygon не го изгради Egg Layer-от. Egg Layer-от е како една заемно ниво, би рекол, на сите Layer 2, каде што истите може да комуницираат помеѓу себе и да праќаат и трансакции и да праќаат информации. Што значи дека самиот Egg Layer е буквално направен на Polygon, односно во оваа ситуација конкретно е направен на посебен тип на софтвер, така наречен CDK, Chain Development Kit. Тоа е исто како Software Development Kit на Atom, значи Polygon има направено собствен Chain Development Kit, на кој што вие може да правите Zero Knowledge тип на chain, блокчейни, на како Layer 2 на Ethereum. Со тоа што Egg Layer-от, како што видовме, е заедничко ниво на сите овие Layer 2, еве и овдека потврдено дека да, Egg Layer-от е изграден од Polygon како така речено заедничко ниво, кое што самото по себе нуди овој дел, ако се сеќавате со стейкинг, каде што кога правите стейк на вашите Ethereum токени добивате ликвид токени. Тоа се оние второстепени токени кои што може да бидат користени во DeFi секторот на целиот Ethereum екосистем. Тоа го возможува токму Egg Layer-от и без Polygon ова не би било возможно. Така да тоа е една од првите придобивки кои што Polygon ги носи на Ethereum екосистемот. Втората што е? Во однос на тоа каков тип на Layer 2 имаме различни, ако знаете тоа се Optimistic rollups или Zero Knowledge rollups и така натаму, каде што како што можеме да видиме во однос на тоа кои се најголемите, прво во однос на тоа колку голема количина на капитал обезбедуваат на Ethereum блокчейнот. Значи можеме да видиме дека прво место е Arbitrum со 17,9, Base со 13 и следен е кој? Polygon со 3,5. Значи моментално се наоѓа на трето место Polygon со количината на капитал која што осигурана на неговиот Layer 2. Што значи дека е во топ 3 Layer 2 по осигурување на дел од капиталот на Ethereum, а во однос на процесирање на трансакции. Моментално имаме на прво место Polygon, сега ќе ги погледнеме во однос на rollups прво, значи единствените кои што погледнете. Значи само Base има повеќе трансакции моментално од
од Polygon, Base има 356 милиони трансакции, а во оваа ситуација можеме да видиме дека Polygon има 129. Значи, добро, и World Chain, како што можам да видам, е исто така еден од оние најголеми, значи пак е топ 3 во однос на тоа најкористени Layer 2 на самиот Ethereum. Само секунда, да, во TPS, тоа е тоа, истото. Добро, само што овдека малку поинаку е, ево, се извинувам. 127 милион, пак е еден од топ 3, сега ќе погледнете. 350 милиони на Base, 127 на Polygon и се останато има многу помалку од овие два кои што се максимални по трансакции кои што се процесираат на Ethereum. Значи дека е во топ 2 во оваа ситуација, како Layer 2, значи дека многу се користи. Погледнете го ова сега. Кога станува збор за вкупната количина на Real World Asset токенизација, 1 милиарда и 150 милиони долари се моментално токенизирани на Polygon. И ова не се само стейблкоини, ако евентуално мислите, туку погледнете, имаме многу голема количина на се и се што е моментално токенизирано токму на Polygon. Значи, 1 милиарда е се освен стейблкоините. Еве ги тие 2,5, само еве ги 2,7 се извинувам, вкупна количина на стейблкоини и 1 милиарда на се останато, меѓу кои можеме да видиме приватен кредит, можеме да видиме тоа се обврзници на Мурика, обврзници надвор од Мурика 127 милион, корпоративни обврзници и commodities, нормално ова е најголем дел злато, а исто така многу голем дел и во нафта. Значи на Polygon има и нафта. Така да во однос на тоа како изгледа во однос на Real World Asset токенизација, можеме да видиме дека Polygon не на неверојатно трето место од сите блокчейни кои што се користат за токенизирање на ствари од реалниот свет. Значи ова е на вистина висока позиција кога станува збор за ваков тип на технологија. И тоа посебно во оваа категорија. Во однос тоа колку се развива на самиот Polygon, истиот се наоѓа на 17-то место. Значи дека многу повеќе се развива на Polygon за разлика на пример од претходниот кој што видовме VeChain. 17-то место е доста, како што може да видите, топ, значи еве како изгледа. 17-то место Matic и значи се наоѓа на врвот со апсолутно сите шампиони кои што моментално најактивно работат во однос на GitHub commits, во однос на развој на екосистемот и на самиот блокчейн. Во однос на девелопери, само што овдека ни е VeChain, се извинувам, да го најдеме Matic. Ова треба да го оставиме вака, да видиме која е споредбата. Значи, моментално имаме full-time девелопери, само да видиме, 135 established full-time девелопери, што е на вистина голема бројка, и ако споредиме со тоа како изгледа кај другите блокчейни, 130 е на вистина високо ниво. Сега ќе погледнете кои се проекти кои што се блиску до Matic, само што можеби 85, но како и да е. Верувам дека затоа што ова е во последните 30 дена, па може да има некоја промена, али како и да е. Погледнете кои се проекти во истата категорија. Tron, Filecoin, Ton, Chainlink се опрлика во таа категорија на проекти Algorand кои што имаат доста слична количина на full-time девелопери и во однос на commits веќе видовме, значи активноста е јасна, ја видовме и на самиот топ 17, нели, коин. Сега дополнително гледаме дека има и апликации кои што моментално се интегрирани со Polygon, како Polymarket, тоа е најголемиот маркет за кладење, Morpho, една од најголемите менувачници, Revolut, знаете и сами, една од најголемите дигитални банки која што е ProCrypto, а ова е екосистемот, односно сите проекти кои што имаат апликација на Polygon. Значи овдека може да ги најдете сите кои што се дел од Polygon екосистемот како Layer 2. Сега во однос на DeFi, да, иако е доста намален, можеме да видиме дека е негде стандарден околу 1 милиарда и 17-18. Тоест 1 милиарда и 179 милиони, значи дека активно имаме DeFi сектор на самиот Polygon, на Layer 2-ката, што значи дека на вистина е активен во сите сфери. Значи во она што треба да го прави, очигледно го прави. Значи и има голема количина на девелопери кои што работат на овој проект, Egg-леерот е изграден на него, Real World Asset токенизација, топ 2, топ 3, Layer 2 во однос на трансакции и на капитал кој што го обезбедува. Значи, што повеќе би барале од Layer 2? Каде е овдека проблемот? Како и останатите Layer 2, вклучувајќи го оптимизам кој што е во нашето портфолио, значи моментално не се користи толку многу Ethereum и според тоа нормално дека Layer 2 не се толку потребни. Колку повеќе активно се користи Ethereum, толку повеќе Layer 2 имаат своја улога. И сега, Stripe како еден од најголемите
провайдери, односно процесори на трансакции во Америка, го интегрира така речено репетитивни субскрипции на било кој, да речеме, на пример, која имате субскрипција на Netflix, овие репетитивни субскрипции ги прават преку блокчейн. Со тоа што вели, двата главни блокчейни кои што ги користат за тоа се Polygon и Base. Со тоа што погледнете, иако Base овдека е, како што видовме, оној кој што има највеќе трансакции, така, значи можеме јасно да видиме дека Polygon има 127, а Base има 350 милиони. Во конкретно оваа категорија можеме да видиме дека Polygon е апсолутен победник. Значи еве како изгледаат трансакциите на Stripe кога станува збор за Ethereum, Polygon и Base. Значи најголем дел од трансакциите јасно се гледа дека се прават на Polygon. Значи дека и овие големи корпорации го користат Polygon. Immutable X е еден од проектите кои што исто така го имаме во нашето портфолио, во мала количина станува збор за тоа е посебен тип на гейминг платформа, Layer 2, изградена на Ethereum, која што моментално својата платформа како Layer 2 ја проширува и на Polygon. Односно, ќе има направено посебен дел на Immutable X, кој што ќе биде наречен Gaming on Polygon, кој што ќе биде направен со цел луѓето да можат да развиваат и собствени апликации на Polygon, кои што ќе бидат вклучени во Immutable X Layer 2. Што значи дека во оваа ситуација е токму тоа што ние го зборувавме. Погледнете, Egg Layer-от го користат како ниво на кое што може да се поврзат овие Layer 2-ки и на тој начин да бидат достапни игрите на Immutable X на Polygon и игрите кои што ќе бидат изградени на Polygon да бидат достапни на Immutable X, што е крајно позитивно. Интероперабилност е токму и днината на целиот овој криптосектор. Amina Bank, ова е банка од Швајцарија, која што моментално стейкинг на Pol го интегрира за своите институционални клиенти. Односно на институционалните клиенти кои што се дел од клиентите на Amina, им е дозволено Pol да го стейкаат директно преку нивните банкарски сметки. Пак, кога станува збор за институционално ниво, ова е многу голем напредок. И ова е исто така многу интересно, значи со еден од последните апдејти, тоа е предлогот 7702, официјално се интегрира уште во јули на Polygon посебен тип на надграба, така наречена гигагаз, со која што се зголемува брзината на трансакциите на Polygon на 1000 трансакции во секунда. Знаете дека ние ова секогаш го проверуваме, па така и во оваа ситуација, значи утврдивме дека е вистина, односно погледнете, се наоѓа на 10-то место, можеби нема 1000, но можеме да видиме дека реално, значи само секунда, во реално време, Polygon има 62 трансакции во секунда, што реално е пак импресивно, иако теоретски можеби има 1000, како што можеби и тоа дека е потврдено. Значи, нивните реални трансакции го прават топ 10 коин, односно блокчейн по брзина на трансакции. Што мене ако ја прашувате е доста добро достигнување, значи топ 10 во брзина на трансакции е одлично место. И да, и овдека останува за крај, за жал една од негативните вести е дека од вкупно 4 само еден моментално е останат практично да биде официјален девелопер, оние 4 луѓе кои што го развија Polygon на самиот почеток, само еден е од кофаундерите останат. Сега пак тоа не е негативно, гледаме дека проектот си го работи тоа што треба да го работи, гледаме дека напредува, активен е постојано, така да не гледаме причина зашто би се откажале од истиот, но тоа е една без која што мораме да споменеме, тоа е една од работите кои што е, би рекол, негативни за овој проект, но пак тоа не го менува фактот дека ние понатаму имаме доверба во овој проект, затоа и го поседуваме и не гледам причина зашто не би продолжил да го држам во моето портфолио. Сега ќе продолжиме со наредните два коини, каде што прво ќе го обработиме. Оптимизам. Оптимизам од нашиот, гледате дека е малку помалку од нормално Polygon, значи 0,87, исто така екстремно добар, би рекол, по фундаментална вредност. Значи Оптимизам и Zinfin остануваат како коини кои што треба да бидат обработени, со тоа што истиот е, како што веќе кажаме, Layer 2 на Ethereum и како таков, значи ќе покажеме дека има доста битни, би рекол, достигнувања кои што се незаменливи во овој сектор. Зошто е незаменливо? Прво да се потсетиме дека самиот Оптимизам како проект е уствари креаторот на Optimistic Rollups. Тоа се двата главни, моментално најзастапени типови на rollups, на zero knowledge типови на технологија,
каде што едниот е токму од овој проект. И затоа и буквално е на некој начин наврвал, би рекол, во овие проекти. Сега ќе покажеме зошто. Можеби не е најдобар по перформанс, по однос на Layer 2-ките, но она што се обидува да го направи Superchains е екстремно позитивна работа кај овој проект. Односно, прво можеме да видиме дека во однос на market cap во Layer 2-ките, само секунда да се рефрешира страната. Односно, поребено по market cap, Optimism моментално се наоѓа на 5-то место, 6-то место во однос на Layer 2-ки, со 738 милиони, значи дека е екстремно мал market cap, но станува збор за микро проекти под 1 милиарда долари market cap. Значи дека тоа е едно од работите кои што би рекол дека се доста позитивни за овој проект. Од друга страна, моментално околу половина од вкупната количина на коини е веќе пуштена во употреба, но денес ќе разговараме малку повеќе околу делот со неговата фундаментална вредност. Значи, самиот оптимизам е, пак ќе напоменам, исклучиво добра солуција на Ethereum. Прво поради тоа што истиот, како што веќе кажеме, ги измислил Optimism Rollups, Optimistic Rollups, а второ затоа што моментално гледаме дека еден куп од моменталните блокчейни му се прикучуваат. Сега ќе објасниме и зошто. Значи, идејата на Optimistic Rollups е да се направи еден чейн на кој што сите ќе бидат компатибилни во однос на Layer 2. Односно, погледнете. Идејата е што сите овие што ги гледате, а поголем дел од нив се доста познати, тоа е Ink, блокчейн на Kraken, WorldCoin, Soneum на Sony блокчейнот, Unichain на Uniswap блокчейнот, Base на Coinbase блокчейнот, ова е Optimistic и така натаму. Значи, идејата е сите овие да бидат поврзани на еден така наречен суперчейн, каде што истите ќе бидат, нивната технологија ќе биде матично иста. Што значи дека и нивните токени потенцијално, и трансакциите, и апликациите, сите ќе бидат компатибилни еден на друг чейн, што значи дека ќе може да функционираат како да е еден блокчейн на Layer 2. Сега, во однос тоа како изгледа, значи во Optimism Docs, вие може да ги погледнете точно Superchain, како изгледаат, која е нивната позадина во однос на програмабилност и така натаму. Ние ќе го објасниме ово најосновно ниво. Значи, идејата на токму на Optimism е тоа, да направи еден чейн на кој што сите ќе се приклучат и ќе бидат интероперабилни, ќе може да функционираат како ист тип на технологија. Kraken уште во почетокот на 2025 година, значи го пушти својот Ink Chain Layer 2 како дел од Optimistic Rollups, значи да биде компатибилен со останатите Superchains. Со тоа што еве како изгледа, за жал Ink се уште нема свој активен токен, верувам дека наскоро ќе го видиме. Значи постои како Ink како токен, но се уште не е пуштен во употреба од страна на Kraken, но повторно Kraken е една од топ 5, ако не се лажам, менувачници во светот, што значи дека на вистина станува збор за голем играч. Swell исто така, ова е еден од најголемите liquid staking во оваа ситуација апликации, односно компании во светот, каде што исто така и Swell моментално прави така речено на својот Optimistic на OP Stack, односно на Optimistic Rollups, прави свој Layer 2, повторно сигурно не е случајно. Гледате, тоа е уствари на некој начин одлучувате дали ќе правите на Polygon, на Chain Development Kit или пак на OP Stack ќе правите Layer 2. Тие се на некој начин опциите. Со тоа што еве како изгледа Swell, значи Swell во однос на liquid staking на Ethereum, во најдобри денови во мај 2024 година имали 3 милиарди, сега нема баш толку, но гледаме дека 347 милиони се уште активни на Swell, кои што практично стануваат дел од OP Stack Optimistic Rollups и од неговиот DeFi практично TVL на DeFi Lama. Cello исто така беше Layer 1 кој што одлучи да стане Layer 2 на Ethereum, значи ова го објавивме во едни од вестите, да речем, уште на почетокот на оваа година, со тоа што и неговата одлука е токму истото, преку OP Stack да стане дел од на Superchain и да стане дел од така речено Layer 2-ките на во оваа ситуација на Ethereum. Значи неговиот market cap е негде околу 146 милиони, сето тоа е буквално изградено на Optimistic Rollups. И еве како тоа изгледа. Значи имаме Optimism Bridge, кој што е практично изграден нели врз основа на оваа OP Stack Optimistic Rollups технологија, кој што е Layer 2 на Ethereum,
и кој што дозволува на сите овие OP chains кои што се изградени на истиот начин, со истата технологија, да бидат целосно компатабилни едни на други, односно да имаме едноставно префрлување на информации и капитал помеѓу секој од овие блокчейни. Зошто е тоа така? Затоа што во спротивно ни се потребни мостови, ако се сеќавате, каде што вие ќе треба буквално преку овие мостови да изнајдувате решение од секој еден до секој друг блокчейн. Сега моментално гледаме дека се повеќе и повеќе се наоѓаат подобри решенија како што е ова. Сите овие Layer 2 се изградени на истиот стак. И еве како изгледа моментално TVL на DeFi Lama на OP, како што можеме да видиме, целиот негов Optimistic Rollups како екосистем има негде околу 1 милиарда TVL. Верувам дека тоа ќе расте како нормално ќе се враќа и маркет капот на поголемиот дел од коините. И кога станува збор за активноста во однос на Layer 2-ките, ако го споредиме, се наоѓа на 4-то место по количината на капитал кој што е осигурен на Optimism. Значи на прво место се Arbitrum, Base Chain и Polygon, како што веќе кажавме од Others, а тек потоа доаѓа OP-Stack со 3 милиарди долари осигурани на неговиот блокчейн, а кога станува збор за TPS, односно трансакции во секунда, ако не се лажам, исто така е на трето место, значи Base Chain, Arbitrum и како што веќе кажавме Polygon се на прво, второ и трето, и како што можеме да видиме го дели на исто место со Neum и со WorldCoin, негде тука се оприлика трето, четврто, пето место. Овие со некоја мала разлика во однос на последните 30 дена колку трансакции процесирале, но повторно воопште не е лошо, е во топ проектите кои што имаат процесирање на трансакции. Не заборавајте дека и WorldChain и со Neum се дел од Superchain, што значи дека се дел од Optimism Stacks во секој случај. За жал не можевме да најдеме колку моментално е активен, значи како што може видите нема информации на CryptoMeteus, но затоа најдовме соодветни информации, само секунда, на GitHub, значи гледаме дека е активен. Иако за жал последните се негде во EO, значи во однос на месец, последните 78, значи гледаме намалена активност, но не заборавајте и самата цена има доста големо. Но сепак гледаме дека активноста на самиот блокчейн е доста активен како блокчейн. Има вкупно 259, само секунда, ова е на генерално ниво, се извинувам. На Optimism Stack, а не, тука е на Optimism, да, Optimism 259 full-time девелопери, што е на вистина висока бројка. Еве да погледнеме како тоа изгледа, со тоа што Established 447, Newcomers 284 и Emerging 109. Сега како тоа конкретно изгледа во однос на останатите, ќе погледнеме сега. Значи е негде на врл. Погледнете Optimism, значи е, погледнете, со Cardano, со ICP, едни од најактивните проекти, така речено, во сферата, и затоа не може да разберам зашто овдека нема соодветни информации, значи овдека треба да се наоѓа буквално негде на самиот врв, но како и да е тоа што е. А да, во однос на DeFi дело, погледнете, ова што увивавте овдека е 1 милиарда долари кои што се наоѓаат на бриджот, односно се наоѓаат како капитал кој што е помеѓу самите блокчейни. Додека DeFi дело на Optimism е исклучиво 340 милиони. Значи, она што се наоѓа како капитал во DeFi секторот на самиот OP, на Optimism, е 340 милиони. Додека вкупниот капитал кој што се движи помеѓу мостот, значи кој што го користи Optimism како мост за да се движи помеѓу овие Superchain, е негде околу 1 милиарда. Што значи дека овој мост на вистина активно се користи. И кога станува збор за Real World Asset токенизација, имаме 528 милиони стейблкоини, market cap на Optimism и 26 милиони се останато. Значи најголем дел се стейблкоини, најголем дел е Circle, како што можеме да видиме, но сепак имаме што? Имаме и голема количина на treasuries, негде околу 25 милиони имаме treasuries, односно мурикански обврзници токенизирани на Optimism. Што значи дека Optimism се користи и за токенизирање и за на самиот блокчейн. Така да тоа е она што имаме главно да кажеме за Optimism. Да, само исто така да заборавивме да направиме техничка анализа и на претходниот, односно прво да погледнеме каде се наоѓа Matic. Да, знам дека е катастрофална, но тоа е што е. Пак ќе напоменам, на крајот од денот не секогаш техничката анализа ја следи фундаменталната во однос на вредноста на еден коин. Само секунда, кој забеле не ми го дава Matic, ќе го погледнеме, ќе го најдеме. Само секунда, во меѓувреме можеме да погледнеме Optimism
И како што може видите, истиот е во прв bull market, тоа е една работа која што мораме да забележиме. Значи, кога еден коин се наоѓа во прв bull market, најчесто истиот е доста позитивен. За жал, генерално целиот bull market моментално е апсолутна катастрофа, поради сите овие глобални, би рекол, случувања кои што ги имаме моментално. Само секунда да го утврдиме точно ова ниво. На неделно ниво, да видиме како се наоѓа овој макротренд. Значи, гледаме дека се уште макротрендот на макро-беар трендот очигледно воопште не е поместен и понатаму самиот токен не може да помине преку овој макротренд. Cup and handle, стандардна формација со тоа што овде очекуваме дека ќе пробие по овој неуспешен обид. Знаеме зашто тоа се случува поради сите овие Black Swan настани кои што моментално ги гледаме. Пак ќе напоменам, ние и понатаму остануваме на пазарот. Ако вас не ви се допаѓа, тука никој не може да ве запре. Јас си понатаму очекувам дека сето ова има долгорочно голем потенцијал за успех и остануваме да го следиме тоа што сме го работеле во последниве, така речено, 7 години. И еве како моментално изгледа, потенцијалниот прв пробив би требало да го донесе негде до ритест на овој дел, односно ритест на ова дно, локално од претходниот обид за пробив негде во јули до декември 2024 година. Да, знам дека моментално е катастрофален чартот, целосно ве разбирам, че ова е нов all-time low. Гледаме дека моментално се наоѓа на претходниот почеток, односно првата корекција која што ја направил во почетокот на неговото постоење. И па ќе речам, значи, тие што планирале да продадат, верувам дека продале. Што да ви кажам, тоа е реалноста, значи не можеме да се лажеме во оваа ситуација. Уште еднаш ќе напоменам, станува збор за прв bull market, станува збор за коини кои што најчесто имаат екстремно добар bull market, но тој bull market прво треба да почне. И се додека имаме вакви Black Swan настани, не може некој да ви каже со сигурност дека ќе почне. Јас си понатаму очекувам дека веројатноста да имаме bull market е екстремно голема, но потенцијално можеби ќе го видиме првиот циклус во кој што нема да има алткоин сезона. Никој не може да знае 100%, до сега такво нешто не се случило, но во оваа ситуација гледаме дека се уште е на некој начин активен овој bear market. Ние сме спремни да поминеме преку се и да чекаме потенцијално се тоа да се придвижи нагоре и до крајот на годината и понатаму очекуваме дека тоа ќе се случи. Значи, генерално погледнете само колку се ниски индикаторите на сите овие, како да ви кажам, погледнете индикатори, каде потенцијално би се движел нагоре. Значи, ние веќе имаме екстремно ниска вредност на MACD, што КРС е апсолутно нула на месечно ниво. Додека RSI се наоѓа на 40, значи само што не достигнал до препродаденост, на месечно ниво да достигне до препродаденост, тоа е екстремно голема работа. Така да сакам да ви кажам дека сите овие коини моментално што ги гледаме, без разлика дали ќе биде VeChain, Matic или последниот XDC, ќе имаат опрлика слична ситуација, затоа што екстензивно се прошири овој bear market, би рекол, за алткоините поради големите негативни случувања кои се случуваат во макроекономијата и геополитиката. Ние понатаму користиме ова како шанса за докупување. Секој од вас нормално одлучува за себе. И овдека нормално, само да го најдеме токенот на Matic, за жал истиот бил избришен очигледно од менувачицата која што го користивме. Значи мора да го најдеме стариот, затоа што нема да ни дозволи да направиме техничка анализа на новиот. Само да видиме дали е се уште активен. Да, се уште активен. Значи само секунда, да, ова е discontinued токен, но сепак цената е се уште активна на овој токен. Дори во оваа ситуација ќе ни даде можност да направиме од нула, така речено, техничка анализа. За жал, претходниот чарт гледаме дека е укинат. Верувам дека тоа е заради тоа што имаме бришење на тој токен од менувачицата. Знаете дека ова е следење на цената на, така речено, една менувачица, кога истата ќе престане да го следи токенот, ја брише, така речено, цената, односно го брише овој чарт. Сега што можеме да забележиме? Стандардно можеме да забележиме еден голем канал, само да ги утврдиме точно границите на каналот. Овдека би се вратил на неделно ниво, за да можеме поточно да го определиме и ќе можеме да видиме точно како изгледа овој канал. Као што можеме да видиме, цената и понатаму се движи матично во овој bear канал, само ако треба да ја подигнеме овде. Како изгледа точно. Че ова се врвовите, тие практично врвови ќе ни дадат и многу појасна слика како изгледа долу. Како прилика изгледа, само секунда ова да го поставиме на точното дно што го гледам овдека. Како би изгледал каналот на цената на
Матик, школска техничка анализа би значила дека после пробивање на овој канал би требало да добиеме барем ваков тип на пробив кој што би донел екстремно позитивна цена на Матик, но нормално тоа не можеме да знаеме кога би се случило. Јас и понатаму би рекол дека самиот Матик е моментално во bear тренд, како што гледате и со целиот маркет моментално, но погледнете ги, пак ќе речам, само неговите вредности на Market Cipher B, погледнете. Значи ние се наоѓаме на 1, 2, 3, имаме 3 локални дна, каде што MACD се наоѓа на минус 60, историски секогаш кога се наоѓа на минус 60, најчесто имаме пробив нагоре и тоа екстремно голем пробив, посебно на месечно ниво, станува збор за нов bull market. Во однос тоа каде се наоѓаат неговите сток RSI и RSI се наоѓаат на 39, значи дека се наоѓаме екстремно ниско во однос на месечно ниво. Зошто го зборувам ова? Погледнете. Еве како изгледа RSI во bull market. Тоа е bull market од 2021 година. Каде што и сток RSI и RSI дошле до апсолутна стотка. Ние се наоѓаме на екстремно ниска вредност кога станува збор за овој коин. Значи пак ќе кажам, историски гледано овој коин се наоѓа на најниски можни вредности на неговите индикатори во неговото постоење. И затоа постојано зборувам, не гледам каде понатаму и продолжил да паѓа, но гледаме дека овој моментум и понатаму продолжува во надолен трг поради негативните случувања на пазарот. Пак ќе кажам, кога нешто фундаментално вреди, колку и да имаме негативни случувања на пазарот, порано или подоцна ќе дојде до реализирање на неговата реална фундаментална вредност и затоа ние сме спремни да чекаме тоа да се случи. Последниот коин за кој што треба да разговараме денеска е Zinfin, односно XDC. Ние го имаме овој коин многу рано во овој циклус, тоа беше еден од првите коини кои што ги купивме кога направивме релативно дел од нашиот Ethereum и нешто дополнително. Вложивме во овие коини, ги купивме сите ISO 2002 коини со исклучок на Stellar. Така да поголемиот дел од коините ги ставивме во нашето портфолио и од тој момент, тоа е уште негде во 2023 година, го имаме како коин во нашето портфолио. Zinfin моментално се наоѓа на некоја 10-та позиција по Real World Asset токенизација коини. Значи тоа е неговата главна цел, но во исто време е и Layer 1. Значи навистина има многу мал маркет кап, да бидеме реални, тоа е 1 милиарда, значи е во микро, така речено, на границата помеѓу микро и мали проекти. Да, не е нов проект, гледаме дека истиот потекна уште од 2018 година и како таков веќе институционално е доста проширен. Со тоа што погледнете, веќе некој 60-70% од неговата, тоест како да негде околу 50-60% од количината на токени е веќе пуштена во употреба, но станува збор за proof of stake. Така да оваа количина која што гледате во разлика, буквално се добива во стейкинг и затоа и не гледам некој голем проблем. Во однос на оние компании кои што ја користат оваа технологија, R3, кој што е дел од ISO 20022, генерално целиот концепт на ISO 20022, Circle, знаеме кој е, значи ова се некои поголеми имиња кои што може да ги видите овдека, кои што користат самиот XDC. Пак ќе напоменам, главната причина поради која што го имаме XDC е токму дело што истиот е компатибилен со ISO 20022 стандардот, кој што треба да се имплементира во ноември 2025 година за еден месец од сега. Како што веќе кажаме, станува збор за Proof of Stake, истиот има своји мастер нодови, станува збор за различен тип на нодови во однос тоа колку ви се потребни токени за да имате ваков тип на нод. Нема да навлегуваме во делот со нодовите, тоа е друга приказна за друго време, само сакам да ви покажам за каков тип на блокчейн станува збор. И кога станува збор за Real World Asset токенизација, не е за подценување, има 25,5 милиони долари во се и се што и 22,4 во стейблкоини, со тоа што можеме да видиме дека го има и во commodities, односно ресурси, приватен кредит, обврзници на Мурика, алтернативни фондови и нормално голем дел во стейблкоини, со тоа што дека само да погледнеме како изгледаат моментално и Optimism и Zinfin, значи не се баш во топ 10, но гледаме дека активно се користат за токенизирање. Сега овдека што имам исто така да напоменеме, да, истиот долго време е во токенизирање, со тоа што истиот е еден од првите проекти што исклучиво со ова се занимава. Значи погледнете, 23 јуни 2022 година истиот е заведен како еден од проектите кои што исклучиво се занимаваат со токму тоа, токенизирање на ствари од реалниот свет и тоа од Светскиот економски форум. Значи овдека јасно може да видите, вели, ова е еден од првите проекти кои што успешно го направил токенизирањето, само секунда да го најдам тој дел, ево. Значи ова е
прв тип таков на трансакции, каде што XDC мрежата успеала да направи токенизирање на ствари од реалниот свет, што значи дека на вистина истиот има долга историја и токму тоа се занимава. Така, као што кажеме, станува збор за Layer 1, има свој екосистем, значи ова е на некој начин апликациите кои што се активни на самиот екосистем. И па ќе кажам, ваков тип нативки проекти не се наменети многу за јавност, истите имаат дебели позадински играчи. Моментално има околу 10 милиони TVL, за жал не е голема, значи не е нешто посебно наменет да биде голем екосистем Layer 1, како што е, не знам, Solana или Cardano и така натаму. Станува збор за постоечки Layer 1 кој што најчесто соработува со институции. Во исто време, како што ви ти кажеме, е компатибилен со ISO 2.0.2.2, тоа е една од неговите најаки страни, кој што верувам дека наскоро ќе му донесе потенцијална апликација во светот, посебно помеѓу институциите. И веле, USDC моментално се активира и на XDC. Тоа беше едно од поновите, би рекол, вести 28 август 2025 година. Значи, да бидеме реални, не постои Layer 1 без да има соодветни стейблкоини. За жал, така моментално стои, би рекол, состојбата во крипто. Потребни ви се Layer 1 активни проекти на вашиот екосистем, ако сте Layer 1, за да може да функционирате, затоа што никој нема да дојде кај вас ако нема како да ги замени токените, да излезе и влезе од самиот екосистем, така да тоа е доста добар потек на XDC. За жал не можевме да најдеме комитс на XDC, како би рекол Layer 1, значи погледнете и Zinfin и така не може да ги најдеме, не можев да најдем информации за ова. Кога станува збор за активни девелопери, станува збор за мал тим, очигледно само 6, иако имали подобри денови, генерално опрлика само 6 активни девелопери има на неговиот блокчейн моментално, со тоа што 6 го става негде доста ниско, но повторно не заборавајте за голем дел од проектите дури и нема информации за ова, така да ако ништо друго барем знаеме што точно се случува. Но нашата алокација во XDC е доста мала и затоа и практично не сме нешто посебно загреани, значи ова е коин кој што потенцијално може да донесе нешто затоа што е дел од ISO 2.0.2.2, има 1,3% и реално добри 2 до 3x постигна во овој bull market. Нормално тие добивки се веќе на некој начин избришени со последната корекција. Тоа не го менува фактот дека повторно станува збор за потенцијално добар коин, посебно со оглед на фактот дека пак ќе се потсетиме во ноември оваа година треба да настапи имплементацијата на ISO 2.0.0.2.2. Као што веќе кажам, истиот го купувавме негде во 2023 година, чисто за споредба, еве каде се наоѓа неговата цена, еве каде ние сме го купувале. Еве овде, 2023 година. Значи, како што кажав, беше некој 3x, сега е, не знам, 50-60% во профит од нашата почетна алокација. Нормално може да го проверите ова, на нашиот канал се е евидентирано. Вратете се, ќе ги најдете трансакциите и на нашите социјални мрежи и на нашиот канал. Како и да е, генерално можеме да видиме дека макро bear трендот се уште не е поминат. Она што можеме да го видиме дека индикаторите се доста ресетирани и RSI и Stock RSI се наоѓаат на 50, значи дека има голем простор за придвижување нагоре, кога потенцијално ќе завршат овие, би рекол, негативни случувања на пазарот од макроекономски и геополитички карактер. Тоа е се, нема да должам премногу, знам дека денеска баш денов не ви е за ваков тип на материја, но тоа е што ветивме, продолжуваме со стандардна материја на самиот канал и нормално не заборавајте дека во следниот период ни останува уште некои активности. Утре очекувајте дека ќе имаме практично во сабота вечер ќе имаме Patreon Gamegea livestream. Значи, ако не сте станете дел од Patreon заедницата, на тој начин ќе видите како е да се биде дел од овие livestreamoви. Може да ги најдете информациите за сите наши социјални мрежи, како и за Patreon апликацијата во дескрипцијата на нашето видео. И во недела очекувајте глобален апдейт за CBDC проекти, што верувам дека ќе биде доста интересен. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Crypto Gamegea.